Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме 3 псалми од истоимената старозаветна книга. Ќе почнеме со Псалм 39, кој представува интересна песна во која ни е опишано колку ние луѓето сме слаби и мали. Во неа читаме за, условно кажано, ништожноста на човековото постоење. Ова е еден од библиските текстови кои се читаат и обработуваат за време на погреби. Некои луѓе го сметаат овој псалм за еден од најсоодветните описи на човековиот живот на земјата. Еден теолог ги има изјавено следните зборови. Се чини како авторот на оваа песна да се наоѓа во ситуација во која долго време размислувал за животот и одеднаш ги искажува сите на собрани мисли. Од една страна е свесен дека живее во свет кој не му покажува никакво сочувство, но додека ја опишува тешкотијата на животот, сепак тоа го прави внимателно, за да не им даде на безбожниците прилика да кажат или помислат нешто против Господ. На крајот од ова дело, тој веќе не разговара со себе или со луѓето, туку му се обраќа на Господ и сфаќа дека животот е безнадежен без него. Ќе додадам дека авторот на овој псалм зборува за човековата грешност, слабост и ништожност со силна увереност. И тоа е навистина така. Човековиот живот е навистина беззначаен, освен во случај кога се живее со вера во Господ. Во книгата Проповедник, глава 1, читаме за тоа како се е суета и беззначајно, без Бог во нашите срца. Се околу нас е безсмислено и нема вредност поради својата привременост. Во некои преводи од писмото, насловот на овој псалм ни открива дека истиот е напишан од страна на Давид, но е наменет за главниот музичар, човек по име Једутин. Немаме многу информации во писмото за оваа личност, но очигледно е дека станува збор за некое од свештените лица кои биле вклучени со музичкиот аспект од функционирањето на шаторот, изграден во чест на Бог. Ке почнеме со читање, стихови 1 до 4. Си реков, ке пазам на патиштата мои, за да не сгрешам со јазикот свој. Ке ја зауздам устата моја додека е грешникот пред мене. Онемев и се смирив, и замолкнав, но јадот мој се зголеми. Пламна срцето мое во мене, и додека размислувам, оган се разгорува во мислите мои. Проговорив со јазикот свој, кажи ми го Господи мојот крај, и колкав е бројот на моите дни, за да знам колку е краткотраен мојот живот. Давид отвора многу важно прашање во овие стихови, а тоа се однесува на краткотрајноста на човековиот живот, но и на неговото значење. Знаете, луѓето по Втората светска војна сакаа само да уживаат во спокој и свет, во кој имаат доволно од се што им треба – дом, возило, плата и доволно храна. Ако ги имаа овие нешта, поголемиот дел од нив беа многу срекни и речиси и воопшто да не размислуваа за некои подлабоки прашања, како што е значењето на животот. Но генерациите кои дојдоа после нив не се задоволија само со тоа, туку почнаа да го гледаат светот и животот и да си го поставуваат прашањето: ова ли е се што постои? Дали животот има некакво значење и смисла? Со тага во моето срце, велам дека некои од христијаните денес живеат како животот да нема значење и смисла. Сакам особено да им се обратам на родителите. Дали го живеете вашиот живот на тој начин што ги поттикнувате вашите деца да веруваат во Христос, или пак им давате причина плюс за да живеат безбожно? Денес има многу млади кои прават големи проблеми и на многу начини го кршат законот, а се чини дека истите тие млади произлегуваат од добри и срекни домови. Но таквите домови многу често се навидум срекни, а всушност во суштина се водени од родители кои оставиле лош пример за своите деца.
Давид како да му вели на Господ: покажи ми колку е краток животот, но исто така и колку е важен. Животот е навистина краток, но наместо да го поминеме живеејќи како сакаме, Бог не повикува да го поминеме во послушност кон неговиот збор. Стих 5. Ете, ти си ми дал дни колку една педа, и векот мој е како ништо пред тебе. И навистина, се е суета, секој човек што живее. Ова се дел од зборовите кои ги читаме и во книгата Проповедник, и да бидам искрен, ми звучат малку песимистички, но поентата на Давид не е да каже дека животот е бесмислен, туку дека е бесмислен без Бог. Не само тоа, туку писмото не учи дека овој живот не е се што постои. Стих 6. Навистина, секој човек оди како сенка залудна. Вилијам Текереј, кој што беше христијанин, напиша роман наречен Панаѓур на суетата. Многу уживав додека го читав. Тоа е брилијантна сатира. Во него читаме за мала група луѓе кои ги имаа сите символи на статус во општеството, а и живееја во грев, правејќи се што сакаат. И така, живееја и умреа во своите гревови. За нив, а и за многу луѓе денес, животот представува токму тоа. Своеволен начин на справување со околностите и можностите кои им се појавуваат на патот. Денес некои христијани живеат на таков начин што за себе собираат големо богатство на земјата, или пак оставаат барем некакво богатство, кое потоа е трошено од страна на нивните безбожни деца, потомци и роднини. Псалмистот како да го поставува прашањето: која е поентата на таквиот живот? Стих 7. И сега, што да очекувам, Господи, надежта моја е во Тебе. Сега тонот на псалмот се менува и наместо да зборува за краткотрајноста на животот, Давид се обраќа кон Господ. Слушнете што вели во стиховите 8 до 10. Спаси ме од сите беззаконија. Не допуштај ми да бидам поруга на безумниот. Занемев и не ја отворам устата, зашто ти така направи. Отстрани ги од мене ударите твои, изнемоштувам од твојата силна рака. Се чини како Давид да беше под Божјата дисциплина додека ги пишуваше овие зборови. Не знаеме зошто тоа се случило. Можеби во некои аспекти од неговото поведение тој застранил и затоа Бог во својата љубов и милост одлучил да го врати царот на прав пат, додека се уште има време за тоа. Стих 12. Услишија, Господи, молитвата моја и почуја молбата моја. Не биди безгласен кон моите солзи, зашто сум привремен гостин кај Тебе и придојден, како сите мои предци. Сите ние сме тука само гости и придојдени. Сакаме да имаме средени домови, бидејќи тоа ни дава одредено чувство на безбедност и сигурност во овој живот, но ние сме само обични гости на оваа земја, кои се тука многу кратко време во споредба со вечноста. Затоа, додека сме тука, треба да бидеме внимателни како го живееме животот и да не се приврзуваме многу за материјалните нешта, исто како што гостин не се приврзува за нештата во државата во која патува. Како што се вели во Послание до евреите, глава 11, стих 10, ние треба да копнееме по градот чиј градител е Бог и како Давид да се надеваме на Бог, а не на минливите богатства. Со тоа доаѓаме до псалмите 40 и 41, кои представуваат два месијански псалми, со кои пак се завршува првиот дел од книгата Псалми. Станува збор за две песни кои се цитирани и во Новиот Завет, и тоа е една од причините поради кои велам дека се месијански. Веднаш ќе почнеме со читање на Псалм 40. Забележете што се вели во првиот стих. Трпеливо се надевав на Господ, и тој се наклони над мене и ја чу молитвата моја. Сметам дека овој псалм е најсоодветно продолжение на претходниот, кој го прочитавме и обработувавме. Во Псалм 39
Читавме за тоа како Давид зборува за краткотрајноста на животот, но и неговата молба за Господ да го помилува, но и да го заштити од неговите непријатели. А сега, Псалм 40 започнува со неговото сведоштво, како трпеливо се надевал и чекал на Господ, а Господ ја слушнал неговата молитва. Патем, овој псалм е цитиран во посланието до евреите во Новиот Завет. Веќе во следниот стих, авторот на овој псалм го слави Господ за неговите дела и всушност во одредена смисла ни кажува како Господ интервенирал во неговиот живот. Една од причините поради која велам дека ова е месијански псалм се токму зборовите во следниот стих, каде ние првично читаме за тоа што Господ го направи во животот на Давид. Но, исто така е и еден вид на пророштво за она што небесниот татко го стори за Господ Исус Христос, кога го воскресна од мртвите и му даде победа над гревот и смртта. Продолжуваме со читање. Стих 2. И ме изведе од длабината на јазот и од длабока тиња, па ги постави нозете мои на камен и ги зацврсти стапалата мои. Давид не пишува буквално за јас и тиња, туку тие зборови ги користи за да ја опише агонијата и опасноста низ која мина. Но, пророчки гледано, овие зборови се однесуваат и на ужасната смрт на Господ Исус Христос. Како резултат на тоа што Бог го стори за Давид, забележете која беше неговата реакција. Стихови 3 и 4. А во устата моја вложи нова песна, похвала за нашиот Бог. Мнозина ќе видат и страв ќе ги опфати и ќе се надеваат на Господ. Блажен е оној човек што верува во Господ и не се обраќа кон горделивите, кон оние што застрануваат по лажни богови. Во овие стихови Давид како да зборува за два вида на луѓе, оние кои веруваат во Господ и својата надеж ја положиле во Него, но и оние кои вели дека се горделиви и застрануваат по лажни богови. Писмото е многу јасно по однос на ова прашање и вели дека постои само еден вистински Бог, а тоа е оној кој ни се открил преку таа света книга. Сите други богови се лажни и измислени од страна на луѓето. Стихови 5 до 10. Многу чудесни дела си направил, Господи Боже мој, многу мисли чудесни, кој може да се спореди со Тебе? Почнав да ги објавувам и да зборувам за нив, но тие број немаат. Жртви и приноси ти не бараш, но ушите ми ги отвори, сепаленица и жртва за грев ти не побара. Тогаш реков, еве, идам, во свитокот на книгата за мене е напишано, со задоволство ќе ја исполнам волјата Твоја, Боже мој. Твојот закон е во срцето мое, ја објавив Твојата правда во големото собрание. Не и бранев на устата моја. Ти го знаеш тоа, Господи. Твојата правда не ја сокрив во срцето мое, ја објавив верноста Твоја и спасението Твое. И не ги затаив Твојата милост и Твојата верност од собранието. Ова е навистина неверојатен псалм. Од една страна, во него читаме за Господовата големина, а од друга страна, во претходниот читавме за човековата ништожност и краткотрајност. Во еден од стиховите кои ги прочитавме, Давид вели дека Господ не сака жртви и приноси. Оние кои се обидуваат да докажат дека во Светото писмо има противречности, ќе речат: чекај малку, зарем овој дел од псалмот не е добар доказ дека во писмото има противречности? Во еден дел од писмото, односно во Петокнижието, читаме дека Господ им кажа на израелците да принесуваат жртви и приноси. Како може Давид некое време подоцна да му каже на Господ: жртви и приноси ти не бараш? Која е вистината? Дали Бог бара жртви или не? Поентата на Давид не е да се спротивстави на она кое Господ го кажа преку Мојсей, туку да нагласи дека суштината на Мојсеевиот закон и тоа што Господ го бара од луѓето не е само да принесуваат жртви и приноси, туку искрено да му ги предадат своите срца и да веруваат во него.
Во старозаветно време, израелците често паѓаа во замката на површноста, односно, му принесуваа жртви на Господ, но нивните срца не му беа предадени. Така, тие однадвор изгледаа побожни, но одвнатре нивното срце беше полно со грев. Затоа Давид вели дека Господ не сака жртви и приноси, туку првично го бара човековото срце. Патем, старозаветните жртви и принеси беа само еден вид на сенка и предслика на она што допрва требаше да дојде, а тоа е Месијата, односно Господ Исус Христос. Со тоа доаѓаме до Псалм 41, кој започнува со зборовите: Блажен е оној што се грижи за бедните, во злочест ден Бог ќе го избави. Овој прв дел од книгата Псалми започнува со псалм во кој првиот збор е зборот блажен и завршува со псалм во кој првиот збор е зборот блажен. Во првиот псалм читавме за блаженството на оној кој живее според Божиот закон, а сега за блаженството на оној кој се грижи за бедните. Стих 9. Дури и пријателот мој, во кого имав доверба, кој јадеше мој леп, ја крена ногата против мене. Овие зборови се пророштво за предавството на Јуда Искариот и истите се цитирани во Евангелие според Јован, глава 13, стих 18. Со самото тоа, можеме да кажеме дека и овој псалм во одредена смисла е месијански псалм. Стих 10. А ти, Господи, смилувај ми се, исправи ме, за да им возвратам. Некои теолози велат дека овој стих може да се однесува на Господ Исус Христос, односно фразата «исправи ме, за да им возвратам» се однесува на неговото воскресение и победата над сатаната. Знаете, воскресението е од исклучителна важност во пораката на христијанската вера, бидејќи самата Христова смрт не може да не спаси, туку спасението го добиваме преку вера во неговата смрт и во неговото воскресение. Ако Христос останеше во гробот, тогаш тој ќе беше ист како сите други религиозни водачи. Што е Евангелието? Тоа е порака која се однесува на Исусовата смрт за нашите гревови, но исто така дека беше погребан, но и воскресна согласно писмата. 1 Коринтјаните, глава 15, стихови 3 и 4. Без воскресението нема Евангелие. Без воскресението нема победа, туку само трагична смрт. Денес речиси сите луѓе имаат некакво мислење за тоа кој е Исус Христос. Некои од нив велат дека е Господ и Спасител, но многумина го сметаат за добар учител или човек кој живеел според високи морални правила. Оние кои го сметаат само за добар човек или учител не веруваат во Евангелието. За таквите, Исус Христос е мртов и неговото тело лежи во некој гроб во областа на Ерусалим. Тоа не е Евангелие. Ќе завршам со читање на стих 13 од овој псалм, кој гласи: Нека е благословен Господ, Бог Израелов, од века до век. Амин, амин. Давид го завршува овој псалм со ваков благослов поради сите Божји дела и ветувања кои Бог ги стори за израелскиот народ. И навистина, кога ќе го погледнеме Стариот Завет, ќе сватиме дека Бог многу пати, во многу наврати, покажа милост кон израелците и ги избави од големи маки и неволји. Истото важи и за личниот живот на царот Давид. Кога ќе погледнеме и на своите животи, и кога ќе видиме како Господ се грижил за нас низ годините, верувам дека најсоодветната реакција која можеме да ја имаме на сето тоа е да кажеме: нека е благословен Господ, Богот мој, од века до век. Амин, амин. Тука ќе мора да ја завршиме денешната епизода. Во следната ќе почнеме со обработка на вториот дел од книгата Псалми. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал
и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.